Благодарам, почитувам председател. Со овој амандман имаме една интересна ситуација, каде што ловците барат да се зголеми должината на ловостојот, односно да се намали ловната сезона за лов, поточно да се зголеми времето кога не смее да се лови дивата свиња. И имаме една абсурдна ситуација, кога Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство вели ловостојот да биде пократок, а ловната сезона подолга. Овде имаме еден сериозен проблем. Според мојот длабоко убедување, не станува збор за потребата од реално ловење на дивата свиња, односно имаме ситуации каде што реално во пракса дивата свиња предизвикува определени штети. И тоа е сосема нормално затоа што не го земавме ние просторот на дивата свиња, тој си беше нивен, туку човекот е тој што влезе во ареалот на дивата свиња. И нормално е дивата свиња да има потреба да се храни. И сосема е нормално дека при тоа хранење на дивата свиња ќе настанат одредени штети. Тие штети, согласно законот, нормално е да ги компензира Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, затоа што сакаме да имаме дивеч во планините, но имаме една абсурдна ситуација сега, кога се намалува ловостојот, односно се зголемува ловната сезона, ова обврска за плаќање на тие штети ќе падне на терет на ловните здруженија, што според мене не е добро, нити имаат средства за тоа, нити можат да контролираат со лов во овој период дополнителен како ќе се однесува дивата свиња и тука да се прават нели тие отстрели на дивата свиња за да се намалат штетите према земјоделските поседи воглавно и према некои други фактори, чинители. Затоа сметам дека амандманот е добро да се прифати, односно тоа што го предлагаме, ловостојот наместо од 30 април да биде до 14 септември, со што ќе се овозможи покрај на женките диви свињи да се заштитат и мажјаците и на тој начин да барем тоа што е на некој начин во поголем дел од државата стабилно стадо на диви свињи се одржува, а веќе кога сме се нафатиле како луѓе да го узурпираме просторот на дивата свиња, да ги обештетиме земјоделците тоа што ќе биде направено ко штета. Мораме да разбереме една работа, дека човекот не е неприкосновен во природата, дека мора простор да имаат и дивите животни и дивите птици. Сега тука е една абсурдна ситуација. Европското знаменце го поставивме за да заштитуваме птици, а од друга страна викаме тепајте ги дивите свињи по било која цена и ќе го зголемуваме времето кога може да се тепа. Тоа е нели абсурдно и најмалку европски. Туку повеќе станува збор за чиста економија, кој да ја плати штета. Реално ловните здруженја не можат ова да го финансират и затоа барат да се зголеми ловостојот за се со цел веќе до септември на некој начин се тоа што е земјоделие ќе почне да привршува, ќе се соберат плодовите и понатаму може да си тера ловот, да се собере летнината, така да бидат сите задоволни. Поглавно ова е поентата, се друго ќе игра со зборови, значи поентата на овој амандман е тоа и суштината,
И сега прашањето е дали Pyetja është и кој да ги плаќа штетите. Ништо друго, чиста економија. është ekonomia. Ловците барат да не ловат, Ловците kërkojnë të Министерството за земјоделство и шумарство бара ловот да се продолжи. Тоа е приказното. Благодарам. Kjo është